Здраво живо, емисија за Куманово, број 190. Денеска имамо еднога интересантнога соговорника. Ќе продискутираме за негов живот. Исто човек заслужен што оваа емисија се реализира и тече преку 4 години. А наши ваш гост е Драган Ивановски Шани, директор на телевизија Плюс. Шани, здраво живо, како си? Здраво живо, добро, фала на покана и честитке за тебе. Пошто си ти најзаслужен за овој емисију, што е толку бројна, 190, кажа? 190, да. Тоа е Идемо на околу 200. многу значајно како за тебе, тако и за тебе плюс. Мене ми е драго што има још увек ентузијасти што мисли дека треба да се прави телевизиски емисија и посебно ми е драго што оваа твоја емисија прави убави интересни приказки за прави кумановци во најголем дел, ви кажа, што е многу добро за наши гледачи да види како е било на времето у Куманово, ако некои не се сеќа или со помлади генерации. За историја на град, да. Мада ти кажу право, ја тоа кажу со вие мои гости, има критика, ве вика маце тоа време, вика прошто, вика да идемо напред, назадно било вој, не, свако време си има своја вредност. Има една девиза која може да делува како флоскула, ама ја се држу до њума, ако не го знаеш своја историја, не можеш да градиш будуćност, така да ја верувам дека е добро дојдено за сите кумановци и оние што се постари да се подсетив на некои времиња. Како што се ја и ти подсетив се до некои моменти, спремајќи га разговор, значи некад луѓе не се свесни док не почнев да разговарам на одредени теме што тој све ги се дешавало во живот. Така да убаво е како подсетување, а за младија сигурно ако не е превише интересантно за свите, ама добре дојдено е за некои кои сакав да дознаев како било порано Куманово преко фотографија и преко разговори со твои гости. Фактички тие луѓе су го на некој начин формирале град, они су и градиле фабрике, и твој татко и мој татко и свите, и фабрике, и путишта, и мало е добар живот, и мало е смисол за живот и тој не може да се пренебрегне, тако ли Шани? Фабрики и институции што сакме не може да ги искречиме, а не да ги изградиме. Да. Нормално дека е значено, ја држу до тој и верувам дека прилично помага оваа твоја емисија да се одржи некои вредности у град, односно да се почитува во оние луѓе кои што, како што кажате, стварно се учествувале дури у стварање на овој град. Ево кој си на почеток и тебе ќе те прашам, сви ги прашували гости, Шани куде е роден тачно? У болница у Куманово. Ја не сам га правија град. У кој мало? Роден сум 71 годину, па мала, не ви кажа, јако татко ми е израснаа у Карап мало, ми сме после преселени, да кажеме, од тој време на периферија на градот, сега е центар на Куманово, Мартини стар кафич, тоа е. Туја сам ја роден, туј ме донеле од болницу, Треќа Македонска и сега е булевар, у тој време не беше Коцка туја. Туј сам израснаја до своју 14 година сме живеле туја на Треќа Македонска. Татко ти Моце бија интересантен лик, стар Кумановец, кажи некој збори и за Моцета. Викав дека е бија необичен човек. У кој смисла? Он е, како што кажа, израснај у Карап малу, после се преселиле туј на Треќа Македонско. Стар Кумановац, доста пријатели од Куманово, меѓу попознати, може да ги кажу... Кои су биле njega другари на Моце? Трудовак, играе фудбал. Фудбалер Трудовак, да. Да, они су били у друштво Маљок.
Борче Маљок. кој бија своевремено, знаеш, на многу функции, биле су неразделни другари и работале су заедно у амбалаж, фабрика 30 јули. 30 јули. Он му е бија шеф голем дел од кариера Борче на татка ми, иначе татко ми е бија по занимање латничар. Имаше едно прочуено реченица, вика: Драгане, од железо човека ќе направи ако треба, многу се фалише тој што работае у микрони прецизно, пошто он га е правија беше алат за оние тубе за буриња големи, се правено тој у алатницу каде njega, не само он, нели, повише људи, па после като отиде Маљок на некои повисоки функции, он бина едно време шеф. Играе и он малце фудбал, али не е бија нешто екстремно, барем не ми ја кажуваја дека е бија нешто преталентиран, повише на кој за амбалажу игра. Сека е спорт такој. Да, многу е пратија спорт, и фудбал, и кошарку. Фудбал посебно. Многу е пратија и малце се занимаваа с фудбал. Брат ми е бија повише, брат ми Мешко, познат по мал фудбал, беше одличен техничар, играше за многу екипе познати од наш град у мал фудбал и освоил со многу турнири од тоа време. С Киро Манцета. Може да ме кара што да кажа Киро, Манце. Манце Ѓорѓевиќ. Да, он го Манце, тој му не. Он е прочуено Куманово, Сви го потоа знае што како е Манце, да. па голем љубител на фудбал уопште, партизановац. До Коску. До Коску, промени га и име Манце Ѓорѓевиќ сега. Голем фан на Манцето и уопште на Партизан, но он е бија неверојатен ентузијаст и у најголем дел он ги и формирае тие екипи у мал фудбал за кои што играе брат ми, а njega га многу сакаше и га викаше Чава Димитриевиќ, пошто имаше добру технику, а Чава беше познат по тоа што не тренираше многу, и брат ми исто беше така. Не тренираше многу, ама имаше добру технику и стално беше меѓу најбоljите. Значи што не да кажеме дека ти си партизановац, така ли? Партизановац до Коско, моја цела фамилија е за Партизан, ја не сам и мај избор другчија да биде. Посебно постар чичо ми сме сви живеле тој на Треќо Македонско исту куќу, двојца чичовци мои, Шаме Мирко у Шамницеви работаа и Миле Джепо ми е друг чичо што има фабрику за столарију Јасен. И они су партизановци, али посебно постар чичо ми Мирко, тој кога ќе имаше у неделју пренос на радио, ечеше цела куќа. Он никако за Вардара тој да не чуе, само Партизан, Звезда не зборим, од Звезда и Вардар за njega. Дали се они ишли на утакмици у Београд? Еве овие соговорници у комисија викаа дека сви се ише воз да гледа Партизана. Тоа е било масовно путување, вика. Чичо ми е многу ишја, а татко ми не ишја толку на Партизана, повише у Скопје ишја. Кажувај ми со Смитата голмана су многу ишле. Мите Шуга, да. Да, с njega да га пратив каде бранија за Вардара. И он се многу га фали njega. Вика неверојатен голман, какав скок има, какви паради ја прави и бранија, значи бија неверојатно добар голман, од друга страна можда вежбае, тренирае, ама вика могае можда повише да постигне да е повише тренирае. Иначе талент неверојатен и сви чуја сам дека га фали. С njega су иште на многу утакмици су га пратиле каде бранија. И тој су ги гледали Партизана и Звезда докато се доваѓале у Скопје за Вардара каде бранија мите. Татко ти кој година беше пранешен, 45 или бе? 42. 42, да. 42, значи фатија га рат малце, он 42, мајка ми 46, 42 и до 2009. Добро, он за рат не памти ништо, веројатно не те кажува. Не, мал не бија, не ми е кажувај за други светски рат, али за Куманово како беќар, за тие фудбалски утакмици каде било Куманово у другу лигу, па не ми е многу зборија, не знам, он веројатно не ми пренасеше за тие игранки, претпоставljam дека е бија на дел од нима, ама пошто ја многу искачаше по чарши, он сакаше да делуе обратно на мене, да не искачам толку, па не ми е многу раскажувај за игранки и за девојке што ја води, не знам кој мене фамилија, тој беше како некоја забранета тема, ја не знам негови бивши девојке. Кои су, знам само за маму. Не ми ја кажуваја за игранки. Јас сум за игранки у Соколано и на други места слушаја повише од други људи. Највише у театар, пошто таму сам израснаја, од дете сам бија прво пионерски дом после театар. Куманово 17 години Спетаковиќ е бија многу добар тим и играе у другу лигу. Не само татко тим оцени, него сви су биле на игралиште, тоа е било празник за град. Онга тој многу потенцираше и ми Стареко кога играе чувени, да. Такова ми потенцираше дека неверојатно екипа имало тога Куманово кога су играли у другу лигу и дека жално што не се е продолжило тој смер, кои су биле тачни проблеми, не би знае да кажу, али прилично е била запалени су биле луѓе за фудбал тој време. Многу е, кажување дека на стадион имало пуно луѓе, дека супер игра имало Куманово. Друга лига не се успеале да пројде дале да иде, али за жал брзо и су испаднале. Играа 4 години, после се нешто растори екипа, што е тој. Али ми кажувајам многу доживли од тој време. Пратиле су го Куманово, гледале су го често. Многу голема мистерија тоа што се деси.
Добро, да не Па збориме. и сега е мистерија што се дешава, фудбал немамо и дале, за жал и кошарку немамо, надамо се дека со спортско салу кога ќе се отвори, па малце ќе се вратиме. Фали ми малку тие времења кога беше пуна сала, реално и не мислам не само на мене, него на поголем дел од кумановци, затоа што тоа била незаборавни кога беше прво Беливо, кога играше Джана Страше, тоа е било фешта у сала. ИМТ Београд кога доаѓаше со страшни екипи, добри и препуна сала. Квалитет много голем. Тој време беше дозволено настојање, можда и мало 7-8 илјади публика на некои утакмици. Ми кумановци знаеме да претерамо 500.000, да кажеме повише, али углавном ја не памтам нигде у Македонија да е било толку бројна публика и да имало толку многу луѓе на кошарку. И мене, ја фудбал сакам, али некако кошарка и партизановаc сам, а ми смо по традиција појаки од Звезда, деца не знаев, овој време Звезда е појака малце, откако е Вучич председател. Али у кошарку Партизан е боље сега, ја ако сум звездаш. Сега да, меѓутоа последни 7-8 години стагнираше Партизан откако се отиде Душко Војошевиќ и Даниловиќ. Да, дојде Обрадовиќ и оправила се. Како дојде Обрадовиќ, враќамо се на стару славу, али јас сам раснаја с Партизана и с успеси на Партизана у кошарку, од Кичановиќа, јас сам седеја до Кичановиќа, ова кој, омаѓијан у спортску салу кад беше доше на турнир. Голем играч бие. Чекаше, Партизан играше на следеќи термин, и јас седеше на оние Слубички, нема место, ми деца на Слубички сега сме, нема на седиште, него чекаш да седнем стари, па деца тој на Слубички. Сала беше многу убаво направена. Ова кој беше, пуна, и Кичановиќ привршуваше друга утакмица второ полувреме, дојде и тако се подпре до мене на Слубе. Ја више не гледах утакмица, не знам кој играше, дали играше Цибона и Дражен Петровиќ сум гледаја утакмица кога дојдеме со на 16 или 15 години прв пат у игра за Шибек. За Шибек, да, Славнич беше тага. И таа цела екипа, али Кичо е бија исто уникат играч, ти знаеш. Спортска сала беше препуна, сеќам се на тие турнири и после Куманово кога играше увек беше пуна, а сеќам се на два концерта у спортску салу на Здравка Чолиќа и на Лепо Бред. Беше препуно, на Здравка Чолиќа ме води. Дали беше 88 или не? Ја не сум порано. Не, порано е било. 100%, зашто 88 веќе сам искачаја сам. Овој беше помал, татко ми не води целу фамилија. И пошто не беа нумерирани седишта, а не стигнамо на време, морамо да стоиме цело време у гужви, татко ми оттак кажа, моја нога овдека више не стопнуе и више не отише ни на утакмица, ни на концерт. Тоа беше последниот Лепо Бред. Да, имаше тој едно диско, као сак ми у главу. Тоа е после, у доле работеше, диско се отвори и таму сме ишле нормално. Диско, интересантно Кумано. Отвара се диско на повише локација. Драјан Делавера го отвори тај доле. Тој диско 81. После у Култура имаше диско. Ма куде немаше диско, нели, доле куде мало пазарче. На пуно локација се отвора диско, за жал. У Куманово, можда у последно време во летно диско на Кисело водо што работи нешто у континуитет, летно време. Иначе никад не е успевало диско да се одржи повише од 2 сезони. Увек нешто се десеше и пропаднеше. Дали за тој придонасува сме наши прочуени кумановски тепачки, увек се најдеше некој да направи некој проблем при крај на вечер, така да годину-две работеше нешто као и после тој намали работа, затвори го. Некако не бесмо ни ми у диско кога смо поишли. Извини, оние игранки на Тумбу у гимназија тие беа добри. Тие ги памтам, малку сме качувале на рамењата. Не сам бија, тоа е било, значи јас сум бија негде 7-8 оделение, па после прво, друго година. Имаше народ. Много народ, много гужва. Викам ти, качувале смо се да на другари на рамења, па тој што да ти кажу, Тумба, Миле, Мајмун поеше. Еве, Миле Мајмун, Джинкс, Феликс Бумњеви, Младен Протич и Глусац. Тај беше екип. Чочета нега смо на бас гитара. Чоче свиреше бас гитара. Порачуено беше Чоче, викаше, што свириш? Бас, а Младен, ти што свириш? Соло. Потоа ги разпознава. Еве га Шани на 2 години овдека. Сочувајќи во убава слика. Со овој слику колку девојки сам фатија, знаеш. Обавезно го покажуваше, нешто се заинтересирам за некој девојка, дојде кој мене на кафе, кам нешто слики, ја прво веќе го, леле, што си бие убав малецак, деварисак, нели сам. Шани, кад сте разнале ти и брат и Мешко, кој бие построг, татко или мајка? Некој вика, татко ви вика, вие многу строг, мајка попуштава, некој вика обратно. Кај вас каква е била ситуација? Ја и не знам кад смо разнале, пошто не смо многу израснале с брата ми, сниски смо и двојицата, али немерливо татко ми построг. И мислам дека у најголем дел семејство у Куманово увеќе бија тај што го држи дисциплину и строгоќу у фамилију татко.
Да, мајка е била за школу, не се дешавало да не напишеш домашно, Домашно, прочиташ лектиру или не бидеш, не знам, спреман за школу, книги или активан на час. Тоа е било незамисливо у наше време, али често пута е било и оној татко ми јако не присутен дома га е држаја стра. Реченица ќе дојде татко ти па ќе видиш тага, увек е лебдела негде у ваздух. Тоа е било крајна мерка да, нели, ако и смо немирни, нека што ретко се дешавало с брата ми, да се смириме и да ги извршиме своји обврски што ги имамо. А интересна работа. Мислам дека исто е кој е поголем дел на татковци ми, комај никад татко ми не удрија, да не тепа, мада тој време, значи шамарче или да те удри по дупе не е било ништо, не знам, Строго е било, да. не е било табу тема у тој време како што е сега. Значи тој се рачунаше нормална васпитна мерка која од време на време мора да се примени за да деца биде како што треба да биде, да се смири, да се извршува обврски, да почитува постари. Тој се е подразбирало. Така да, интересантно кажа, никад не сме биле скоро удрени од татка, а смо имале повише респект и страво почит од неја. За жал денеска сви чуваме деца, не е како што е било порано, не се почитува постар, професор не се почитува, учител не се почитува, у автобус кога ќе улегне постар, млади не стануе со изузеци. Некако, дали смо ми тој криви што деца дозволимо да биде во кој, да не кажу се грубо да биде сватен, малку раскалашен? Ми у наше време праве смо шалва, ама тоа беше само шала, кога ќе доеше постар, тоа смо го зборили у друштво и каже зашто не станеш, јас сум постар, ти стоја или си, кад си бија помал станува или си на постар и дај, па затоа не можеш сак да стоиш. Да. И мора да ти станемо. Али тој никад не смо го применувале, закон е било да стане. Не само тој, да почитуваме постари, да си ги извршуваме своји обврски. Види, јас сам на мислење дека наши деца не се криви, него дека смо криви ми. Да, родители криви, ја викам. Деца правив оноко колку ги допушташ, ништо повише од тој. Ми, наша генерација е тај, јас сум сведок на многу такви ситуации, седејќи у друштво и било куде, имам многу дискусија на тој тем. Ми сами си направисмо работе кои, затоа зашто работе на кои што не су ни ги дозволувале наши стари, ми ги дозволуваме на наши деца. Значи, ми не сме биле такој васпитавани, а одлучимо се некако по некој инерција, чудна инерција, да се ми понашаме такој со наши деца. Кад кажу ми, мислам на нашу генерација и можда десетина години после нас. Тоа зашто почна да се дозволува на деца да се купуваат најскупи телефони. Порано кога ќе се јави учителка или професорка и викне татка или мајко, ти од дома више имаш или не знам, изедеш 2-3 васпитни зашто ме вика професорка или класна, па по пут, па там кога ќе стигнеш, па на назад ако си направија нешто. Не ретко си добивае карање и да не си крив. Викнала класна ради нешто друго родитела, не? Али тоа е било како некоја превентива да не се ни одлучиме, случајно да не текне на памет да не поштуваме професор. Сега кога ќе одидев родители и добиев критику за понашање на своје дете или дека не учи, они ги нападав класно, професори ги нападав. Да, се било закон, професори увек бие управ. Да, они чак ќе претвики ти викна адвоката, правобранителя, рушиш му слободу на дете, што по мене не е у реду. Која слобода, која демократија? Да. Дете мора да се васпитава, мора да почитува. У школа мора да поштува, тако е. Значи не признавам, можда сум со некои назадни сваќања, ама не признавам демократија като упрашање васпитање на деца. Родител мора да биде ступ на тој, значи не може родител да каже дојде си толку дете да не си дојде. Не може родител да каже на дете дека треба да изврши должности и обврски да научи за школу да не биде такој или па дете да не се понаша како што треба у школу и да не почитува професори и учители. Како ќе можев да ги васпитава по ако нема деца респект спрема наставници и туја завршува цела приказка и околу наше образование и све друго. Значи ич не ги напада. Тоа е основа, да. Свогде има нели и образование, можда луѓе што не се го извршуваат свој работа како што треба. Ми у наше време сме имали престроги професори кои можда на моменти су претерувале. Али ипак у најголем дел су биле кои што треба и су тражили од нас ред работа и дисциплину и не знам што е тоа е чудно. Сега родители и дале се за жал продолжуваат по тој практика. Али нешто е оправдање. Родители вика немам време да му посветувам на дете, добро, ај бизнис и ово оно. Меѓутоа стари луѓе искусни вика мора да најдеш вика за дете бар по сад да поразговараш. И тоа се управо луѓе. Не држи тој немам време иди да го виду дете, тоа е за мене
Парадокс, да ти кажу право. Види, ова е трка по паре што настана, за жал, и ово општество во кое живееме. Тачно е дека го смали време слободно на луѓе што би требало да го посветува с деца и за некои други работи. Ми немamo многу време и за слободни активности, што се вика, еве, да отидеш у театар, да отидеш на да излезеш некој представу, да идеш на утакмицу, све помалку е тој време, све помалку се луѓе дружи, све помалку иде на гости еден кој друго, за жал. Ја не памту кад последни пат су ми дошле на гости или сум отишao кој е некого од фамилија. Повише се сведе тој на некои друштва, колеги што си постојано со ним. Порано се е почитувало многу, знало се дека мора да се отиде од време на време каде роѓаци на гости за да се одржи тај врск. Да, традиција е било такова, да. Све повише интернет, све повише комуникација на телефон, помалку дружење, тоа е страшна работа, али реално е дека тога со луѓе малку повише имале време да се посветим на тие работи, затоа зашто работале су со одредено радно време и после тој ретко кој работае хонорарно, нели? Имале су големи плати шани, као секи 1000 евра радник е зимуваја у иску шани себе да кажемо, до 2 работи, после чао и не се замара с ништо. Ма ја не знам дали су земали они големи плати, јас знам дека сме имале добар стандард. Да. Дали су плате биле големи или су трошкови биле мали, ја не знам. Сега кога ќе кажам плата се зголемува нон-стоп, јас се чуду кога тој компарирав дека плата е зголемена, ако трошкови се зголемува повише од плата. Значи плата не е зголемена. Да, а све е она качено. да, она се зголемува, ама тебе стандард ако ти е лош, џабе се качуе плата. Од тој време, за жал, што сме имале стандард до овој време, по мене не е мерливо, затоа зашто тога знам дека татко ми направи огромно куќо на 40 спрата. Јас сега не може да го искресу. Реално не може да го одржи тој куќо, а не да го направи. Многу ретко сега може човек, некој кој се бави со пристојно работа, нормално, како што се ја занимавам, може куќу да направи или стан да купи. Знаеме како Куманово обстанува, за жал, последни 2 децении. Да не беше тај работа у Ирак и у Афганистан, ја верувам дека пола град немаше денеска да живи туе. Луѓе ќе се иселесва. Сакаше да кажу само тој да го довршу твое прашање у поглед на време. Да, помалку имамо време да посветиме на наши деца, ама нема оправдање дека не можеш, што викаш ти, барем пола сат. Мораш да го посветиш на дете за да ги одржиш барем малку тие поштовања, тој поштовање и тие некои мерки да ги наметнеш на свое дете за да задржиме барем малку од тој, не е само тој традиција прашање, него тој прашање и развој на дете покасно. Оној што се научи на некој ред на дисциплину и покасно кад биде самостален човек и ги практикуе тие работи, значи ако не му го наметнеш доке он у развој, како после ќе го развие. Ајде да се смениме ја и ти на овие години. Тој не што не воспитале толку. Еве кога спомнавам нека мулека земе на татка ти моцата да го покажеме слику. Еве га моце туе, ова е у војску на братот, така ли? Да, ова е на заклетву на брата ми. 85-та година у Ниш. Он е таму служи. Да. Туј и мој дедо на мајко ми татко, не ти спомна дека он е бие многу запален по фудбал и дури мислу дека го основаа Единство на времето, фудбалски клуб Единство. Единство Куманово. Да, учествуваа у основање, знам дека бие многу запален. Кој се вика јамче? Александар се викаја, повише го знаем како Санде. Тоа не Аце, него Санде, како го сака, така да, со Куманово, знаеш, како те одлучи или Аце ќе биеше или Санде. Санде го повише знаем. Знам дека мајка ми кажувала дека су донасени кој нас дресови, опрема спортска за прање за тие работи, дека е доста учествува. Не е бие тренер, али у организација тие работи е бие у фудбал. Еве га моце и мајка ти. Да кажеш неколку збори за твоја мајка кој е работала она? Мајка ми е работала супермаркет. Тој неколку пати Тој се куде Виктора што е било тој. Виктор маркет на крај што беше и сега не работи с година, сега го нешто преправљав, кој го е земаја, не знам, врти се разни муавети да не улазам у тој. Гледам дека ќе се обнови, најверојатно ќе биде казино, што друго ќе биде. Не знам, така не Шпаркаса банка. Да, ај малку е боље. Пишуваш Шпаркаса, да. Не, овој брзи кредити не знам. Ако не се добро. Пишуваш Шпаркаса, се баја тој ќе биде. Она тој менјава се, Центро Импрес беше на крај Виктор. Значи на цел живот е тој работала мајка. Нонстоп тој е запослена, беше само горе на спрат, па после доле имаше конфекција, ако се сеќаш, она тој многу години работала на конфекција и захвалјучи на тој, пошто татко ми викаше куќу правимо и фармерки купуваше на деца на 5 години, за разлика од сега. Среќа телефони мобилни немаше тога. Мајка ми, пошто работеше на конфекција, ни купуваше почесто за да колку толку бидеме добро облечени. Тој сме на одмор у Охрид. Ја, брат ми, татко ми, мајка ми, викам ти мајка ми тоја, татко ми у амбалажу. Прво е работаја малку у шамница и многу малку, после цел радам век у амбалажу.
еве сега да ни кажеш и за твое основно образование, Кочораце. Основна школа, средња школа, гимназија Гоце Делчев. Како и сви луѓе Кумановци, Шани има обои работи од школа, основно, тоа е моменти кои не се забраваат, така ли? Да, ја почнуј Кочорацин, зашто не знам, туј смо били у центар и крста е било близко и браќа Милојадиновци, брат ми е пие запишан прво Кочорацин и по некој инерција и ја. Тога Кочорацин за жал немаше своја зграда. Да, тој беше каде гимназија, така ли? Туј сте Ми учили? сме учили и у гимназија, у зграда на гимназија. Менја сме се усмене со гимназија. Беше некако регулирано тоа. Учија сам и у Циганско сокаче, онај Карпош што е сега. Да, тоа е мала, тоа е... Мала зграда. И Знам, туј сам учил. да. На крај уче сме у техничку, дело техничко што е сместена на Наце Буѓони. Горе тамо. Горе, да. Туја на крај уче сме туја. Седмо оделение беше ја. Не, шесто. Кад бидна седмо, 84 годину, ми се пресели смо у септември од тој локација на Треќо Македонско до Мартини кафич, кој се сеќав куде е бија. Драган Стопареви кој што почина Да, да. башт. Баш тоа. Тој сам седеја, селимо се на Лесковачку улицу, у Трговски, у насело Гоце Делчев. И ја месец дана оду пешки, имаше веќе автобуси тој време, ама ретки бесва и пешки повише у Кочорацин у техничкото. Далеко ти е било Да, поприлично. али знаесмо дека веќе се спрема за отварање Кочорацин, беше средена нова, беше прашање на месец кај ќе се отвори. Добро. И у октомври се отвара Кочорацин и ја си почнув Ти ту си учи Кочорацин, едно беше година близко. само тамо, така ли? У тој Само ново- едну годину, нову зграду. многу Не, во- две. Седмо, Али без многу во месец школа дана. е било, стварно. Седмо и осмо, 2 години туја. Направена по свини Шани таа школа е била. И Школски денеска е суми. најбола у Куманово таа школа. Бар Па по... некако најплански беше направена, не знам, некако туја с овај цела населба е плански правена и с самото тој беше си оставено место за градинку, за спортски терени, кошеви познати, Да, туја да. куде што има многу зграде и место за школу, нормално с убав двор, уреден. Ова школа беше многу добро направена и још увек е, А захвалјујќи на кажи ми, тој Шани, што го одржував. колку време го превисте куќу? Еве, од тоа време, мислам дека у тој населбу не имало многу куќеви кај сте поштали од прилike. Имало ли е населени куќе или... Тој смо негде близко сви уселени. Некој порано, некој покасно тие Али не годину, имало две. многу луѓе, мислам. Не, немаше плански беше населба правена, беше пуштен асфалт на сви улице, тој Добро. беше супер и кад пуштива асфалт почнава луѓе да се населуваат. Иначе од пред школу негде задни зграде без во овие тој пред кошеви што се. Аха, да. Тој бе со задни зграде, натаму куќе се праве со најголем дел и полека се уселува со луѓе. Живнуеше населба на некој начин. Тој почнава да се дружиме на кошеви, да играмо кошарку. Ја ако сам низак играше плеймейкера, игра смо 3 на 3. Многу сам играе кошарку и фудбал сам играе, ама кошарку повише. Па ќе ти кажу зашто Партизан увеќе бија појак кошарку од Звезду, па некако тој време и затоа ја имаше многу познати играчи. А кои су ти биле тои мало другарчи, еве, да ги кажеш од Кочорацин, тај дел, мислам. У Кочорацин јас сам се дружија највише со мои другарчиња што су ми биле од оделение, нормално, Да. с тие се задружиш. За жал покојан Саше Штука. Саши што ка добро. Он ми е бија многу добар другар и он беше такој малце покрупан од нас. И имаше у наше време што се викаше такој срце повише, не се плашеше на никого. Такој си било, значи имаше си борба, ривалитет меѓу деца, кој е појак. Ја беше по такој ситан и имавме си некоја непишано правило со Сашета, он ме брани, ја му помагам у учење на школа. Ми поситни такој мора да учиме школу, нели? Што ќе правиш, да Така е можеш да било, истакнеш да. на друг начин. Да. Он беше околу јак, крупен, срчан човек и ја сам немаја проблем никад од основно образование, захвалјачи на Сашата Штуку, с ниедно дете. Никад мене никога кој да ми ја направи да се спрз да ме пипне, затоа зашто сви знаат, дека сум ја другар на Сашата Штуку. Такој се имаше некои релација. Морале смо да се снаоѓамо, да си га градимо сами свој општествен живот и да се снаоѓамо у друштво. Биле смо оставени од наши. Тако е морало да биде. Свако дете мора да пројде само низ одредено фазу и да се креира како особа. Ми не смо биле од тие што свугде идеш с маму, с тату, запишувате у секција, за жал сега. Тој би нас с наши деца. Да. Ми ги запишуваме у секција. Да, ми води ga na идемо да ги engleski, na браниме ако ги француски, дира да, некој. да, Јас сам кажа на татка ми дираме некој школа, он лон ќе ја направи. Па снајди се, бе, што ако те дира? Па и ти валјда се дираш, па те дирам. Тако е важилото, не може да дојде татко Или ме па да ме брани. запише татко ти на кошарку на фудбал, нема шанса. Боже мили, јас сам се крие кад сам се запишаја на у драмско. Да, Не сум ми дозволувале да иду у секција
зашто су мислеле дека ќе попушту школу, тој беше некое мислење. Да. Знаеш, ја не викам дека увек су били управо наши родители. Голем дел од оно што се научиле ми не смо га практикувале. Али ипак смо држале некои линии, луѓе покушувале, тој су татко ми бија радник, многу работаја, многу вреден човек. Не су биле факултетски наобразовани, па сакале да знаев како да биде прави педагози и како приступ да ти направи. Тоа не знае многу да збори со нас, али е доволно било те погледне со очи за да знаеш куде грешиш или не грешиш. За жал викам ти, не су увек биле управо со она што си ни го кажувале и не смо га ми све тој практикувале. Али ипак су биле тој да не одржи у некој правац да оној што го викамо да имамо почит према постари, да имамо некој ред и да сме научени на дисциплина. Jer без тој па никој не може да биде човек на место покасно, ако не ги практикуе тие работи, според мене. Така да, Саше Штука, кажа, за жал е покоја, многу сме биле блиски и Маце Далматинец, они после бивнава другари с моју прочуено без во друштво, като ти да сме у средни школу. Ја беше у друго друштво, али се дружи смо, продолжимо го дружбу на некој начин и после кога искача смо на Далматинца не се паркинг. ги видеа одамна, не знам кој е он. Маце мисли дека у Скопје сега и дека таму има... Таму живи ли он? Таму живи, таму бизнис води, на времето кафичи држеше по Куманово, како беше Спитли кафич негов, не. Space. Space, Така ли беше? Не. Не. Не знам, тој беше на плоштад Не тие. ми текнуе, да, на площад. Два-три кафиќа што Фонтана беше, да, еден беше негов, оној последен до кино. Да. Напредак, Маце Далматинец, знаев го. Знае го Кумановци, да. Да. Пред тој држи сва позади Фокус га држи сва кафич Да. с Цонета, Гоцета Цонета, Цонета, што е сега класа на мојега сина Николу у гимназију, иначе професор по физичко и прочуен гимнастичар, Да го ученик поздравиме на Цонета. Дулета. Професора, Да, ќе он ти е- кажу после за Дулета што ми направи у гимназију професор Дулета. Мора да кажеме дека и на Цонета татко е бие извреден гимнастичар, мислам дека се викае Томислав, и Цоне и нешто го наследива негово лозу и тоа е добро. Соне е постар 5-6 години од мене и еве еден пример за тој поштовање, ја не сам знае дека он ќе биде професор по физичко и класа на моје дете. У тој време тој сам се ја дружија каде што су они живееле. Со Антонију сам бија другар туе. Значи Още кога гимназију, тој си иде со малку Каче на кој гимназија од Трети гимназија, Македонску, нагоре, да. Знам надоле каде. што води лево за гимназију, десно Да. за За Егејску Македонија, За нагоре. Егејску Даниел Фризер кој што седи. Ми сме се ту играли. Ми сме имале другари. У школу имале сме другари у мало и имале сме другари, барем ја тако, имаја сам другари у Свуде. драмску театар што сам ишao с нив. Значи на 3 места сам имаја другари. Тие су ми биле другари у школу. Маце Далматинец, Саше Штука и Саше Бурдуш ги викасмо, исто тако за жал починат, у сообраќајку на 18 години да се запишав на факултет куде рафинерију по гинасва, Да. с Ладо. Брат на Мерџо што држеше кафич, Да. што Чуo работеше sam с za кафе, бутици држеше и он е покојан за жал. За жал многу покојан. Снима у школу. Туја с Антонију Пешев кога са го театар работи. Ацо што га држи овој кафич доле у трговски, не у трговски, извини, у гарнизон. Прочуен кафич. Не. Оце мајка туку седи не каде култ. гимназију, мајка му овој рукометарка, знам за кога збориш, ама тако е. Како си беше кафиш, не знам. Кјуб. Кју. Имиња забралја многу. И njega јас не се Ликови видеа памту. одамна, не се ги видеа јас одамна. Ја мислам дека Кјуб још работи, е баш Работи, добар мислам дека кафич, иде наша генерација пуно иде тамо. Љубители на тој рок музику. рок И горе кој е зајка иде доста, али и доле у Кјуб иде. Он ми е бија другар. Даце Јаневски сак што е директор на Наце Буѓони. Да, С njega Даце. смо дружиле. Бубе карши njega што седеше татко му Петко, директор у Полет. Да. И Бубе ми е. Туј смо дружиле, значи малски другари, до некое 7-8 одделение интензивно свак ден. И сакаше да кажу, тој док смо играли. Значи Нешо и Цоне, постари од нас. Па тој, значи они кај Тој ги мало играеше скочи. каде гимназија, тој сте играле фудбал веројатно. Фудбал и игра смо на мали голчиња и Да, на да. улицу тој. Па тргнемо се кад не иде авто, па играмо каде Да, овој. Тој да, тако да. е било. Тако е било. Играле сме и кошарацина, ама пуно путе бија зафатен терен од постари и ти не можеш да помислиш да земеш ред на постари. Соне нешто кај ти скочи сва туе. Значи тоа е било закон, кога ти кажу, они што ми скочи, што ми доев туе нешто да ни каже да овој ми сме мирно стоеле пред нив. Шани, учителка е многу важен сегмент за сваког човека каде разнае. Еве, сви кумановци викаат дека учителка ги е давала на сите луѓе некој насок у живот. Ти твој учителки или учители ги памтиш подобро веројатно. Па учителко си подобро, нормално за нас е она била оној Како крајц. мајка друга е била, како мајка, на некој начин.
преземете од мајко и од тој почиња тај приказка прво со њума некоја близина, па после почнеш с другарчиња да се опушташ и да стекнуваш некои друштво. Нека ми извини. Свака учителка е била и строга, некоја е била помека, меѓутоа биле су прави педагози. Биле со строги кад треба, меки или нежни исто кад треба. Да. Като сетив дека мора на дете да му се даде малце пажња, нежност и љубов. Ќе кажу, нека ми извини, со имиња сам катастрофа, надам се дека нема да погреша, ако погрешам нема да би се љутив. Многу страшна работа, вајде до године. Ликови памту неверојатно кад га види човек. Објаснуе ми некога. Не е намерно, не е намерно, да. Али не може да ми текне многу луѓе у Куманово, многу контакти, али кад ќе га видам знам дека га знам човека и углавном се знаем у Куманово. Прва учителка Оле Христова, она беше пред пензију, многу добра жена за мене. Треќо одделение можеше да иде у пензију. Какво е било Оле? Опиши го Олето, учителка. Многу добра, постара жена, меѓутоа, како што кажа, принципијална е била у работа. Принципијална, приступачна, била е со нас пажљива, да не научи тие први и основни лекции, али и строга кад треба, пошто деца, нели? Нормално дека некад и забегаш у некој работа, заиграш се и допуштиш си малце повише него што треба, па не скара кад треба. Беше стварно за пример учителка, како што се обично учителки, посебно на тие години пред да отиде во пензију, некако сака сваги сви деца, труде се колку што може, сега се свесни дека ќе се раздели скоро од тој професија и дека после ќе ги биде тешко и така малце и тешко да доживеа. Па после доаѓа друг учител. Па да кажу дека може да беше и малку по добра с нас ради тај факт дека требаше да иде во пензију, после тој учителка Добринка, она ми беше и комшика у исто време, ама тага не се гледало на тој, значи нема везе што ми е комшика, мора да бидеш кој што треба во школа. Ти можеш да си допуштиш некој работа докаде е граница, а ако го претераш границу, знае се односи и известува твој. Јас сам бија углавно мирно дете, не сам правија проблеми што се однася до школу, не за друго, претпоставувам дека главно ми е било у главу дека не смее да се деси учителка се јави дома и да каже на мој дека сам немирен, не знам што би било после тој дома. Било би некоја страшна еуфорија пред све татка ми и бија сам углавном мирен и бија сам одличен ученик. Фала ги на нима за тие, за тоа што се ме увеле на некој начин у практично живот, реален живот кога доживljavаш. Друго е дома. Дома свите некако и покрај тоа што имало дисциплина, ипак си нин, нели, па да деду на бабу на ово на оно. Мајка, татко, чувате свите братче, али у школу веќе се соочуваш практично со некој надворешен свет и треба да стекнеш другари, пријатели, тој си оставен повише сам на себе и учителке со тие што ти го дава полека правац за да можеш да идеш дали. Да, на некој начин просветни радници су ступне на општество и мора на тие луѓе ги се дава увек подршка да си го унитера нивни работа што вика Кумановци и да нема тие што викам обструкcije, дете да отсуствува школу неоправдано, да не вежба, не могаја да вежба, играе компјутер и тоа е за негово здравје крајем крајем. И да не ургира за оценки. За оценки, да. Јави се татко, пример има фирма, вика, тури му на дете четворку, петку, а он не знае за двојку. Така карикирам. Ама види, лошо ги правиме на деца, стој, не е проблем петка. Проблем е што не научив дека треба да учив. Не учиш ти за да имаш петка. Мене тако ми е зборено тој време, не да имаш петки, него да научиш, за да можеш после да знаеш. Ја факултет не сум завршил, ама тоа образование што сам го имаја у основна и у средњу школу ми е дало некој доволно наобразбу да можу денеска, не да бидам стручњак за сви теми, ама барем да дискутирам со свакога на сви теме и да знам од основно општу културу некои појмови кои ти служи за конверзација со луѓе на повисоко ниво. Еве Шани слика овде дека голема топка. Тоа е време кад сме ишле многу по излети, ти го памтиш тоа време социјализм. Да, ова е проекција било сигурно. Не, мислу дека е Пелинце. У Пелинце, добро. Мислу дека е Пелинце, иде сме по тиме. Проекција Пелинце, студена вода, најчесто на масовно се луѓе ишле, тоа е био празник за град. Викенд си идеше коме свак втори викенд. И песва, друштва неверојатно големи. Тоа се печеше, скара, дружење е било незаборавно, тој сам с брата ми заедно на мали години. Многу сме ишле тој време и у Грчку, и у Бугарија. Кој беше ауто Варбург ли? Не, овој не е Варбург, овој е на другара на татка ми на прочуеного Радета Дојче, он работеше с авто и нон-стоп ги менјаше. Овој е некој Таурус, појма немам, Форд Таурус ли беше, како беше? Не се сеќам, ми сме имале Варбург, да, нов од фабрику, 72 татко ми е земаја, ама брзо го ја продаја и
Варбург и баш што има смо кај Митев мост, за да почне куќа да го прави. Ти ме праша куќа колку се е градила преди? Да, тој викам некој го гради 3, некој 5, некој 10 години. Сак се гради за 3 и за 6 месеца ако имаш пари, Да. нели? Погодиш го Порано ишло у етапе, вика. 20 години и повеќе ја прави на моја куќа, зашто татко ми е бија радник Не во што има држава. пари човек, да. Па паре онолку нормално колку што може да имаш. За среќу држава ги дозволила и с плате што су ги земале, без да работим нешто, не знам што, ванредно. Да, кредити ги давале. Кредити да земев, да можев да функционирав, кредити да ги употребив за материјал за куќа и таксу и они работале на куќа. Ја не памту дека некој мајстор работај кој нас на куќа, а татко ми да не ете. Значи мора до njega и он се фалеше с тие микрони дека прецизно гледа па ги враќаше мајстори. Крив мајсторе, враќај буте или мачкање. И сакој мене пушка све измачкам. Пушка, да. Преку 20 години, ми кад се усели смо, значи не беше комплетно направена куќа, ми оспособи смо приземни и прв спрат за да можеме да функционираме. И прв спрат не беше комплетно уреден со со. И после уселиш се па се још доградуе, средуе, мачка, купуеш ствари, па од надвор не беше измачкана, па од надвор, па двор малце средиш, па гараже. Што Изместени не кажи бева. овие команаци порано, вика некој работи у Иској, отиде на пример у книговодство и вика сакам да купам стан пример у Траговски, даде му еден лист. Фабрика гарантира дека Трајко ќе го исплаќа на 30 години, ќе му одбиеме по 500 деара, карикирам. А 100 папира ти треба за кредит, па хипотеке, па овој, па оној, така да. Ја Многу мислам било дека и не се- попрактично е било порано. Ја мислам дека и не се купува со станови од тоа време, ретки су биле примери. Повише се чекаше на листу, тоа беше проблем повише. Да. Док се изгради станови, чекаш на листу, па земеш стан и нешто символично Кирил плаќа свој, не су ги купувале у најголем дел. После кад би на приватизација ги купива сви тие исти станови за многу мали пари, што беше и реално. Али нели? одбивари су ги многу малку пари, човек сваки мога ја радни да си да си Кој земе сакае стан. да купи стан или да направи куќа, Многу е било- могае. многу е било Али повољно, мора да. да намали малце од луксус, да не иде свако годину на одмор, да не вози авто, да нема, татко ми ја продае авто и башчу за да почне с куќа. Не сме иште свако годину на одмор, али после ја преко Пионерски театар, зашто сам бие многу активан, прошетаја сам го цело Југославија и сам си сам на себе обезбедуваја одмор, бие сам и на Јадранско море, и у Охрид, и у Матеиче имаше, знаеш дека често иде Да, За одморалиште. нас беше доживле тоа време и у Драгоманце кај ќе отидеме. Јас сам свако годину бие у Драгоманце на онај центар за предвојничку обуку. Од Пионерски праќа со најактивни деца, ми се сме по 10 дни се дружи смо таму. Сабале станеш, химна се пое, знаме се диза, активности почињав. И теоретски предавања, и спорт. Прави се екипе, турнири. И вежбање исто. Имале сме да. и предвојничку обуку у тој време. 7, 8 оделение су ни кажувале основни елементи на предвојничку обуку, за да бидеме спремни после кога ќе треба да идеме у војска после четврту година. Ама сето ни било интересантно зашто после па попладне почиња другарување и слободни активности од 5 сат. Ту е, значи прво Не се прибираја дома, Па фактично. какво прибирање дома? Ја ти викам, мој се мале повише проблем со тој, не да ми збори татко ми какви биле забави у негово време, зашто ќе ме потикнеш повише да искачам, ако е могало повише тој. Нонстоп, преку нам фудбал, кошарка, дружење со другари, многу. дојдеш дома, научиш, навечер се искачам. Мене се почнале да ми изведува во четврто оделение на Корзо, да ме шета постари другари, после што ми бинавани со сви постари, 3-4 кои 6 години чеде мечка, например, али су ме водиле, голема е разлика, они прво, друго, ја четврто оделение. И за руку Оливера Трајковска сега што вин-вин на тема. Она е ишла с нас у драмску секција. А Тина Мургашанска што беше председателка на Совет, они су биле другачки. Имаше još меѓу други Славица после Станшка ми бидна. Они ме многу сака се беше, викам ти такој Миран Буцко, што само ме штипе со по образи. Земевме интересантан ги беше да ме шетав како кутре с нима за да ме гледа други нини вршњаци. Ту што сладко дете, и ме шетав со ја беше Миран, не само трепкам. Само да се шетам со женски. Јебе га шанев дека насмејан. Ово е една интересантна слика таму на Стару куќу. Нешто, туј почна да Нешто иду у мајстори Драмско. работевли. Не, ово е на Старо куќу. на Старо Не, куќу, таму не сам на куќу, после веќе беше поголем и ја помагаше, од негде 5-6 оделение сам интензивно помагае. Така не само татко ми, него и ти стануваш за викенд за вајле. Спасеше ме мајка ми не у Петипола, му седам, мора да стану и да иду да помагам на куќа. Помагаш, кад чуев се кофе, ја у паузу зему читам, па татко ми га ме чека шаним куде дека читам, па перице. кавга. Тоа е исто, тоа е с мајко ми, ја такав беше. И кажувале су ми кад иде сме у Кюстендил, многу често сме ишли у Бугарија, кома е свак друг трети Да, тој викенд. време било ефтинije што ги Па оној хистерлак, тој нагоре си идеше у Кюстендил едно и мајка ми ме кажувала, све сам у руке сакаја да иду, све су ме макнале тако, вично сам сакаја да оду Хомалецк. После се проди, испушти малце повише, после тој многу сам одија, кад се преселиме овдека у гимназију. Значи, нон-стоп пешки, многу ретко сме чекале автобус. Поредко и имаше автобус, али кад дојдеше,
Беше прилично гужва во автобус. И пешки ти куд деда тие години ќе чекам ја 40 минути или пола сат автобус ми да пешки у школу, врату се пешки, некад ако не чекам автобус, пошто имавме тие месечни од школу. Да. Символични беа цене, па зимавме сви. И возу се кад начекам. А углавном пешки па навечер у чарши после па враќање па немаш автобуси после 10 сат. А се не се до 12 дани пешки, Да. прилично сам наоден отидем. Шани Мајев има афинитет према глуму и ти почињаш у пионерски дом. Пионерски ти бие како некоја отскочна таска за дање. На сви деца скоро 90% ја не памтам Тој имало и пикави пинг-понг, имало и секције, свакакви имало. Ти си био у глумачко секција. Добро што ме подсетивиш случајно. Пинг-понг Ниџо сам био Костич. активен. Меѓу другите секције, јас сакаш и у пинг-понг и фолклор ме интересираше, ама не ме пушташе. Живко Пешевски ми беше професор по глуму. Ојде там ќе играш таму селски ора, тачан ли си ти глуму, гледа каков талент имаш, не да се те чуе. Јас сакаше да иду, ама не се запишав, не смееше од njega, многу почит, на некој начин страво почит, затоа зашто ја го njega гледаше го голема глумачка звезда и сака тај човек да те Да, научи на глуму. пинг-понг тега тик-тако и бија Пинг-понг се Костич. скри. Боро, професор, не ме кажува на, ја му кажа каква е работа. Доваѓај си ти, добро играше, солидно, никад не сам бија на ниво на Кобура, на И Сизо играше така, на да. Ниџу, на Дацета, Сизо, Да. Сизо играе, Сизо е бија добро. Добар. Значи они бесва, ја и не сам вежбаја како нима. Реално ја повежба некој годину и нешто и после мораше Живко ме повлече да зна дека тренира Пинг-понг, пинг. да. Ајде веќе млатиш целдан по тој топче лево десно кој ќе те гледа дојде да те направи човек да бидеш Мислите дека глуп. горе беше на спрат најгоре пинг-понг. Меѓуспрат. Имаше уште Меѓуспрат, на да. спрат. Така Имаше беше. огромна сала, паркет имаше и таму играсме, имаше професионални астали, професионални рекети и смо вежбале. Ја беше да кажу малку еден степеник подоле. У моје време Мишо играше најдобро. Он не тепаше, па после Никица брат му исто така е добро. Мишо беше боле едино од мене и Никица после, значи они тренираства сериозно, тако ги беше заставник, многу строг човек и он строг. Он ги беше и тренер, како тренер строг, не како родител. Како тренер беше многу строг и ги беше навеа голему дисциплина, они тренираства неверојатно многу и Мишо и Никица и беа стварно изванредни. Ја не сум толку тренира, ама држеше се с ним да кажу, го бија само од нима, само од нима. Што си Шани ти научија од Живка кад се почнуваја в глумачки воре? Живко е исто бија, да кажу, заслужен човек на поле на глуму. Што ти он советуваја први пат кад си почнаја да идеш на у тие воре, на пример, представе во оне? Кој човек е бија Живко? Ја почнав од друго оделение и тој случај Маце Далматина се беше запишал у драмску секција и мене ми вика Хилу, што е? Тој по таму учи на рецитирам да глумим. И мене ми се виде интересантно и с Мацето отиду и сам се запишу, мој не знае. Јас се крив на почеток неколку месеца и ми бинато интересантно затоа што Живко го водеше драмску секција и беше многу интересен човек, глумац. Едноставно кога ти објасни нешто, он ти го изглуми на некој начин, ти го долови Да. буквално исто и привлече ме многу. Ја и на некој миленик још одма после некои 6 месеца годину дана, не само на Живка, него и на други, пошто викам ти бесва си постари од мене. Тој беше Тони Михајловски Шанс, он е 4 години постари од мене. Бокче, после ми биднава другари од друштво биднас. Антонио беше, Чичо му беше Живко Пешевски, исто и с njega туја се задружимо, после умалу се дружесмо нон-стоп. Живко ме прифати како интересно дете, талентирано, брзо упиваше од njega, брзо учеше како се рецитира и веќе четврто оделение ми даде улогу да играм у ранолетните орли, играше Николица со Приколица, па и куче зема на комшија носеше ga по представе с мене, пошто мораше куче да има у представа. Даваше ми од рано ми даде шансу и после све повише и повише ми даваше големи улоги, веруеше у мене, многу му беше интересантно, брзо викам ти упиваше од оној што он ни га советуваше како начин на глума, исто време не учеше и на некои животни вредности, кажуваше ни многу не терај да читамо книги. Ти кога се отише Шани таму пионерски, кои се биле други деца у тој секција глумачко или драмско? Ти Далматинец други, кои се памтиш или? Далматинец брзо се отпиша, ја остана интересантно, а покрај него отиде. Еве кажувате, Тони Михајловски Шанс, сега се знаат, нели? Да, познат лик. Познат. Бокче, Боголјub Тодоровски. Од Куманију, Зоран Јакимовски Циго, што Циго, стојата да. го игра, прочуенога што Да, крив. да. Он е бија исто добар, голем талент за глуму. Чедо Мечка свиото време го знае, он важеше за голем потенцијал, огромен потенцијал за глумца. Он е на времето играе на ниво на Југославија, серија се викаше Првите цутови, веројатно ти текнуе. Да, Првите цутови се памтам. снимаше у сваку републику и покрајну по една епизода.
на различни на јазици куде како се збореше, нели? На словеначки, на македонски, на српско, хрватски у тој време и он играше главну улогу у македонској епизоду. Неверојатно, првите цутови играше главну улогу и доживее голему популарност на ниво на Југославија, посебно у Куманово. Значи, колку си имаеш ани представи у кариера, памтиш? Не ги знам на број. Јас сам почнаа да играм у представа од четврто одделение, кој што кажува, значи тоа е било 80-та година, кога сам почнаа да играм, а у пионерски, а 81-во почнуј у театар, прва представа ми е Лет во место, статирамо с Антонио, с познати Милица Стојанова, Ацо Ѓорчев, он играв како гости и тага искача од затвор и доаѓа одма прва представа у Куваловски театар Ристо Шишко. Лет во место, он ги игра постарога брата, Живко Пешевски ги игра помалога брата у представа, но га тепаше представу требаше, али и стварно кога искочеше Живко после представу чеша смо го по грб зашто му беше цел црвен. Ристо Шишков умеша со улогу. И тој ми е прв допир со тие големи глумци, познати глумци, Бесон и така, бардови на македонско глумиште, целу Македонија, многу поштовани, многу значајни ликови у театар и ми е било баш онако право задоволство. Од тога спремаја сам негде по 2 представи годишно, не га знам тачан број, пошто ми спремавме едну представу за фестивал у Кочани у тек на годину и едну новогодишну представу одбавезно сме спремали, после го играсмо за сви школе доваѓа со туѓа и без препуни сали у Пионерски дом. После тоа е, значи Лет во место, пето одделение овој, па играм у неколку други представи, у 8 одделение прв пат глумам главну улогу и тоа е било ретко со тој време некое дете на тие години, на 14 години да игра главну улогу у вечерни представу. Представа се вика Мојот татко социјалистички кулак. Режира го Бранко Ставрев, познат режисер од Струмицу, меѓутоа беше познат од целу Македонија. Беше представа одлична, многу добри критики има смо. Јас сам требаја да глумам у неколку серии и филмови. Тај слика, има една слика туја, куде сам се сликаја с братучетко, ама и сам за да прату слике за Белото циганче. Имаше аудиција па да тражи тој време Ацо Ѓорчев го режира серију Белото циганче, тражи ни слике за да одлучи кој ќе игра. За жал не земава никога од Куманово. И ја, Антонио и Шмајзер е бија с нас. И Шмаки ли бија? Шмаки е бија, Горан Стојановски, Стојковски, сега за презиме не сеќам, сега у Бугарiju, бави се с политику, политички аналитичар, политички науки. Стојановски ли бе? Не. Па не знам, Горан Шмајзер, татко му дреше кафану, куде болнично со качи. Одамне у Бугарiju, за жал, неверојатен потенцијал, заврши политички науки, неколку пати бија гост, ако се сеќаш у ТВ Ново, има многу потенцијал за политички зборување. Али не се ги видија многу одамна njega. Но таму остана, купи куќу, прво беше у Софија, па купи куќу. Ја мислу дека Черноморец, таму сам бил на одмор, мислу дека таму си зема човек куќу и таму е со фамилија. За жал, многу луѓе од наш град и од држава уопште отидева и снајдева се на страну ги повише очигледно почитувам негово дека. Шани, после сте отиште у театар Куманово тога имало Илија Струмениковски, па овој Ѓоре од Велес, многу плејада на глумци. И у театар си научија пуно работа. Театар е бија едно исто интересантно место за сви вас глумци, таму сте правиле муабет за представе, за живот, па и Горан Гиле бија таму исто. Тоа е време напоредно, значи не е пионерски поиш у театар, него глумеше пионерски, глумеше у театар кога те викнев. Од 20 смо чекале да викнев. Статирале сме, играле смо и улоги кога имало простор за наши улоги. Кажат и така главна улога, али има многу помали улоги у други представи. Иначе, кога спремава смо само тој да кажа мојот татко социјалистички кулак, тој години среќна нова 49-та представа искочи у Скопје, у Драмски, Неа Стојановски брилираше тага улогу на Пигита, он освои сви награде на фестивалу Прилеп и после тој следеќу годину Столе Попов го снима филм. Доваѓава, снимаваме, сликаваме у Стругу на одмор, после тој се чу со Столе Попов, требаше да го играм ја улогу на дете, после тој нешто се прекрши и не би на такој за жал. Ете, тој се мои пропуштени шанси што се однаса до телевизија, па после на некој чуден начин почнав медиуми, прво радио по телевизија. За театар не кажи некој. Театар напоредно, значи идемо пионерски театар. Тој време Љубица Гојковиќ, Илија Струмениковски, Драгиша Димитриевски Шип, Живко Пешевски, Анастас Миса. Тоа се легенди за кумановско глумиште. Тага Гили Шип е помлада генерација. Ја кад почна, Гиле беше у Шведско, после тој дојде, врати си и почна и он се активира, вработи свога, запосли свога одма у театар и бил наеден од главни глумци, нели, и још у тој време.
Да не го забравимо, многу смо се дружили и многу добар глумац е бија Митко С. Апостоловски. Исто така е покојат за жал. Неверојатно добар глумац, он беше, доше од Битола, нешто се беше тамо, Карајде, де туја глумеше у Куманово, имаше неверојатни улоги после тој у неколку представи, одличен глумац, па се врати па у Битола. Тој време е било големо поштовање, јас сам се лично радувај кога ќе ме прати Бурек да ги купу глумци. Училе смо многу нима, играле смо представа с нима, али сме имале неверојатен почит и смо ги бршо на кој пратиле да видимо како, кој е најдобар начин. Многу разговори с нима, многу дружење у тој бифе, многу догодовштини. За жал, целата генерација, од тој нашу целу генерација после на академија се запишаа само Шанац, никој, скоро никој друг. После и Заре се запишаа, он се исто приклучи, Заре исто е покајан. Он работеше у пошти изгледа, да? Да, беше шеф у пошта, он има 3 години завршено и богословију имаше. Да. Па после се запиша на глуму, после богословију заврши и глуму и на економски факултет. Заре беше свестран човек. Многу сам се дружиле с него и многу сам научио од него. Многу начитан човек, многу ми е кажувае за религију, многу работе што знам поврзано с религију и цркву ги имам научено од Заре. Заре бија, има ga на некои слики, ми се чини Заре ќе ја видимо. Тие су биле, да кажу, главни глумци у театар и су ga носиле репертуар. Весна Стојановска, Душица Стојанова од Скопје имаше доста примени, Владо Денчов беше туја. Со свињима сме играле, они ga држи со репертуар, многу публика имало така, имаше масовни представи како Свадба, Војна и мир смо ga. Не иду на академију, не примав, односно иду на академију 2 пат падам, како и сви други од генерација 8 шанса и после некако доваѓа до едно разочарење кое мене, пошто од мали ноги ми викав дека тој ќе биде глумац, иако сам бија скрос одличен ученик, не се запиша на друг факултет због некој револт внатрешен у себе и разочараност. И искрено не знаеше што дале да прави у живот, док не дојде покана од Љубо Жишко, он беше технички директор у театар, ја идеше еш увек тој у театар и он вика: "Хој те било за глум, па пробај како водител." Па ајде и тако отиде прв пат у Музичко радио 94 година, така да овој година су некои 30 години како сам у медиум. Да не забравимо, ево оваа слика ти е интересантна, младост. Ова е негде тај период. Матура ли е ова? Не, после матуру е овој. Тој период баш кога сам се вратио од војско, баш кога почнува Музичко радио, ова е тој период некој. Па нешто сам се сликае за личну карту валја. Али е тој период. Овдека малку како хипик. Овдека наменски сликан, враќам се од војско. Желјан за дугачко косо. Цело време не стрижев во војско до нуларицу да не кажам. Доваѓам, пуштам косо. Проваѓам 5-6 месеца. Почињав превирање у Југославија, први у Словенију, викав ги прву групу на вежбу, мене ме одмана прва група, пројдева 2-3 месеца, почнаа да ги пуштам на одмор, некој се разболева и сега нас не викам како саме. Ти си био војско каде био рат. Ја пред да се шишам се сликам за да имам успомenu с дугачко косо. Не, јас се враќам од војско. Ја задни месец дана како беше во војско почнаа први превирање у Југославија. Што не ти осетили се тега у кулуари дека ќе биде распад на Југославија кога сте били во војско? Ја кога сам бија кажував свој штага, као држава не го бива и ми викасмо не е могуќе, не е могуќе. Ја не сам верувај, али шушкаше. Почиња со први превирање у војско донасува Срби српска реч. За мене беше тој прв контакт с Вук Драшковиќ, Шешелј. Да. Читам некои работи, не ми е јасно, не сам бија свесен дека постои такви покрети во Југославија. Јас сам знае за босанци, јас сам знае босанци дека има муслимани, срби и хрвати. Сви сме ми биле другари. Повише смо дружиле с босанци, срби, црногорци, али имале сме другари од Хрватска, од Словенија, посебно војско. Почнава тие превирања, ја не веруваше дека ќе се дозволи таква држава да се растури, да. Многу смо биле патриотски настроени према тој Југославија. Знаеш, порано спомнamo ги фудбал, кошарку, сви спортови Југославија беше јака и тој многу придонасаше да се развие тој. А се удружи Југославија и сви спортови, кој ќе ги победи никој? Ни еден спорт. Една од теорија на татка ми е дека Југославија за тоа е растурена, зашто не може да трпи порази у спорт. Многу беше моќна Југославија, знаеш, ти барем пратиш спорт. Неверојатни за таква една нација од 20 милиона да толку големи успеси има во многу спортови болji од Русија, од американци. Да. Имаше голема конкуренција, така и источни немци беа добри во бокс, атлетико, али ми увек бокс смо биле неверојатно јаки. Ми имаме 2 олимпица, ацет и реџу. Кошарку да не зборим.
фудбал увек меѓу елиту. Меѓу елите. Али што е било важно, имале смо неверојатно добар фудбал, ми сме важиле како бразилци на Балкан според лепото на игру, сак малце се тој промени. Еве га шани друштво Џамче одека. Туе сме на викендицу, после продолжи таа традиција, Туј стари сте ти, наши не Коки? водесва. Коки не. Кој чека, кој бе? Тој сам ја, тој е мое друштво. Изнад мене е Штеф. Он е син на учителя Паскала, га повеќе знае, во Куманово, што беше член на Октет Куманово. До njega е Тони Михайловски, Шанац, другар наш, Вуле до njega, исто друштво, и Чеде Мечка, што кажува преска, чучи с нас и татко му на Вулета, тој сме на викендицу кој е njega, затоа татко му е туја. Иде сме нон-стоп. Еве га дај. 2 август, 1 мај, друштво и на викендица. Ово е тој исто друштво с мислу, да, Вули и Штеф с мене. Ово е некоја седенка, да, кафиќ негде. Искачали сме нон-стоп по разни кафиќи, куде е актуелно, тој сме биле. Споменувам брата ти Мешка. Мајка ми и брат ми до Во мене. некоја свадба ли? Да, ово е мислу дека е кој мојага братучеда Тонита на свадбу. Викам ти така, не, прави се свадба со 400-500 госта, мора целу фамилија да види. Тој се виде смо. Па чека ако нешто ома се наљути, мене не сме викаја, знаеш. Да, да. Ево ја овој. Многу имаше гости на свадба. Одека сам кум, да. Кум на Вулета, негову ќерку во крст. А тоа е дете Аце. Аце седи сега кој е Соколану, он е од сестро дете на Вулета. Ово е дека дали Игор Јукове. Да, Гледам како лик ми е познат. да. Игор Тој Јук коса. ми е, многу малце луѓе може да знаев. Игор Јук е би извареден водител. Ово е од време, можда е 94, ако не е 94-та, 95 од време кога сме били у музичко радио. Би тамо бесме екипа у музичко радио, работе сме како техничари, водители по 8 сата дневно. Ја, Игор Јук и Тони Грини га вика сме се презиме ќе ми избега. После што беше негово радио Браво. А, да. Тони, Митроица бесме водители овој, носе смо га главен програм на музичко радио. Тој време беса неверојатно популарни емисии. Игор Јук имаше емисију Трач. И тоа слушаше цело Куманово, неверојатно. Драган Илич Мусо е колатерална штета на Игора Југа од тој време. Он збореше за njega дека деца бегале од базен зашто Мусо пливае на грб и сви мислеле дека е ајкула због голем нос. Такви работи имаше тој Трач. Слушаше се неверојатно добра емисија, за жал Игор Јук е сега у затвор, да не улазам во тој зашто и како ја мислам дека треба више да ги пуштив. Многу талентиран човек и ретко кој знае дека Игор Јук е бија скроз одличен ученик. Мајка била Знаем го од учителка, други мајка приказки. била учителка, Добрила. Добрила, а татко му Војно Еве лице. Шани крива магарица. Да, јас сам замислите најдоле, а Рипа најтежак меѓу нас. Таа Бокче. игра е била препознатлива за генерација. Ово е на викендицу куде дедо ми Сандета што ти го спомна, Да. он после некое време седејќи у град избегава у село у Старо Горичане, направи викендицу и почна таму да се живи, па морава и баба ми да иде по njega. Работеше си човек, проведе изванредну старост таму. Дека снег гледам. Снег, довеѓасува после наши родители да ни извади. Не могамо да искочиме од сафта, беше снег до појас. А сега Шани 2 години снег не сме виделе, ово е. Па после има грипови, па ќе има. Ќе има и Виж корона. како снег смо се валјале, искача смо обавезно да се Ово е грудваме. некоја коло. Ово е исто кад сам бија кумама на свадбу, виж, тога се славеше многу данови, дури и рука ми у завој због добро владање. Ово е братучетка на младожењу. Мислам мислам дека тој време она беше друга пратилја на Мис на Македонија, многу овој девојки имало Куманово. Да. Од увек. Еве овдека Тој памет. загрнати. Овдека смо ја и Шанац. Ово е исто на свадбу куде нашега другара Чедета Мечко. Ово е, знаеш, интересантно, ово е домјана. Да, Дом баш АРМ да не е се- било ово. Не, унутра, у А, дом унутра, АРМ, да. тој прави свадбу и тоа е сала од дом АРМ Да, или JNA. доле беше такој малку таа сала. Да, доле по стубе и... Тога Ќе се вратиме на тие твоја места. богату кариеру и само да не го забравиме гимназију. Гимназија ти е било исто важна станица у живот, школа, школски другари, другарке. Еве ги сви на слика. Ово е веќе гимназија, веќе се тој дружу повише с овој друштво што ми беше за учаршио, односно од глуму, после бидна мои другари за учаршио. Меѓутоа одека има пуно ликови и мушки и женски со кои сам бија И ден денеска се многу контактираш, добар. да. Да. Ту е Данче Захариева, родена сестра на Тину Захариеву, иначе Она куде е у Скопеле? Скопје, тамо живи, пошто се одаде у Скопје. Многу добра пријателјка. Ово е Кети
Митровска, само да го најду, еве го Кети Митровска, професорка по француски. Она у тој Каде време, предава она сега? ја мислам дека у гимназија предава. Гимназија. Ми като да сме у гимназiju, она беше толку подготвена од нашу клас, на мене ми беше класта, а на нюма не, ама предаваше француски. Драгица. Драгица. Она седеше позади мене, на следеќу улицу, тој сокаче. Ти с кого седеја у клупу, Шани? Со Сашата Штук. Гимназија, да. И па, не ли кажа приказка. Да, Значи, да. он беше на одмори активан и гарантираше за мене, ја беше активан на наставу, на часови, И у гарантираше гимназија за плюс, и njega. у гимназија плюс. Не, збориме- гимназiju се раздели сме, основна Не, школа. зборувам Ево гимназiju дека с која се гимназија дела? Мане, с Манета сам највише. Манета, се. добро. Мане беше едно време шеф на ресторан Ексклузив дека. Така е. Па сега не знам каде работи, иначе он после студира вишу школу у Белград, Кожарска ли беше, што беше, не знам. Пошто они од гимназија мислеа дека се преципува се на Клиско едно време. Тamo имаше у другу годину смерови, почнава мешана работа, с njega sam многу дружија. Овој е Боби исто добар, мирен дечко и Нинослав, ми бесме едино, Нинослав сега не беше директор на На Толи Толи Зордович. Зордович. Иначе бесме само 4 мушки у клас, зашто ова е класично женска правилка педагошка. А мене пошто глума ме Кој ќе предаваја интересира. физичко, Дуле ли? Дуле е, за njega не ти кажам. Дуле легенда. Обеќати дека ќе ти кажу нешто. Какви беа професори у тој време? Пошто нели физичко као важеше физичко. И сега го си скрос одличен ученик, физичко по дефолт. Вежбаја, не вежбаја, петко ќе си имаш. Не. А што не е у реду, што не е у реду. У реду, мора да покажеш активност. Сега јас сам доста би активен у спорт, меѓутоа, за да го срушите миту целу генерација, он си имаше свој метод. Скрос одличен ученик, баву се со спорт, али каде njega имаше вежбе. Не фудбал да играш, не кошарку, него вежбе за развој на тело, кој мора да научиш да ги практикуваш за да имаш висока оценка. И мора свак час што ти каже, зададе, колку и да ти звучи бизарно да ги извежбаш тие вежби. Имаш и тачно кој, заврти не сви четворица с грб и сви морамо исти вежби да ги правим. И да правиш малу грешку и он на полугодие, бандера, некја, сви петке, физичко бандера. Значи, гледаш го од дневник на 10 метра дека е единица. Леле, потресување исто на брата ми ја направи. Што ми немамо физички предиспозиција да бидеме големи спортисти, а сме јаки ученици, али ипак мора да се трудиме. И тоа е негова порука за свит. Поштујте ми га предмет. Барем ја тако сам го разбраја, покасно малце се нервираше, зашто тако на крај петко ми стави. И свидетелство е петка, меѓутоа мораја сам здраво да се потруду на физичко за да го добију тој А пет. што не ли е подценувачки и ден денеска за физичко, вика, бе, тој не е битно, музичко, ликовно, не е битно, ќе му ставимо кеца, па нема да полага, ќе му ставимо на крај петку, што не е у реду. Вика, математика е битно, македонски, по мене си премети су битни. Сви, види, Тој физичко ти дава здравје на некој начин. физичко, музичко, ликовно, у наше време. Без нели немамо сви предиспозиција да цртамо добро. Да. Некој нема слух да поје добро. Еве, ја не сам роден да бидам спортиста, мислам според своја физичка конституција сам играе кошарка, ама реално сам играе на некој аматерско ниво. Не сам мислил у тој време и до денеска не мислам дека сам могаја да бидам професионален у спорт. Али смо морале да се трудиме. Тоа е било важно у тој наше време. И ја не уму да цртам човека и до денеска, али сви цртежи сам ги имаја. Како сам цртаја такој, не сум ни цртале ни мама ни тато. Јас сам мораја да цртам. Музичко сам мораја, ако не уму да поју и да свиру. Теорiju може да го научи, нели? Па те професор праша за тој што ти можеш, не те тера да поеш, ти умеш да поеш. Што да ти прави? Не може да те научи он ако немаш слух. Ако имаш малце, да, може да те научи ако се потрудиш, ама ако си бил буре кад се дели Исус, ја изгледа таму, односно мајка ми е бил. И, значи, мора да се потрудиш, исто, физичко, ликовно и музичко. И ја мислам дека и денеска такој треба да бидне. Дека мора да се потруди за да ги испочитуе пред. Професор, да. 94-то си почнаја у приватни радија, и ден денеска обстојуваш, работиш по телевизија, али у почеток ти е била прва станица музичко радио. Музичко радио, кој што кажа, Љубо Жишка ме викнал, беше технички директор у театар, баш со стемува бе. Кад умеш да глумиш, ке умеш и да водиш. Никад не сам размислувај за такво нешто, али ми се виде најсродно со нешто сум сакаја да биду Да цел. расчисти моме Шани, извини што те прекинуju, тега пари не е имало многу, не може да мисли дека плати су биле големи у тој радио, скромно да забичара да протера живот. Има и добри и лоши страни, сега ги кажу. Значи, тој време, кад ме он викнае у радио, ја не сам прашаја колку ќе ми ја плати.
Прво е било дај да видимо дали ја можу да бидам водител. Па после ќе разговарамо за плата. Плата е била скромна, реално, али, види, јас сам имаја хонорари своји још од дете. У театар су ми давале некои хонорари за тие мои улоги, али не се тој преголемни хонорари. Они не учества, ќе ми даде малце хонорар, ќе ми купив книги за школу за следеќу годину. Тој време малце почнава да се купуваат книги, некои, посебно за средњу школу, и ќе ми обезбеди во одмор у Тиваc сам иша, у Охрид сам иша, у Стругу сам иша, у познато летувалиште 25 мај, у Матејче, Драгоманце, значи, и прошетаја сам у целу Југославија с представи кои да смо гостували. И тоа е била една голема сатисфакција. Мои не су морале да мислив да ми оделува паре за одмор, никад на мене. За трошак на одмор, да. Меѓутоа, одмор ми увек бил обезбеден со моји активности преку пионерски театар. Кад сам отишao овамо, биле со тој некои скромни хонорари, мене су ми користиле да биду барем малку независен, односно мои, да ме немав на свој терет, да може да прави куќу и други работи, за да, нели, ми обезбедив какву такву иднину. И сега тоа има добри и лоши страни. За жал, ми у медиуми пуно време, и ти сам знаеш, останамо без, не бесме осигурани, па стаж игра голема улогу. Сега ја почитувам што луѓе сега тражив свое, што сакав да зипав и добру плату и пред све да биде осигуран. Што е закон и мора да биде такој. Мора сви вработени да биде осигурани. Хонорар е друга работа, али ако веќе работиш само пуно радно време да не те осигурава, било за нас е жалосно. Ја од 30 годишну кариеру, скоро 20 години имам потрошено на такав начин без осигурување. Али моја љубов према тој работу ме носила у тој правац, едноставно, да кажем, скоро и да не сам имаја избор, зашто од увек сам сакаја да го работам тој што го сакам. Можда сам имаја простори за некои други работи, па искочива и Авганистан, Ирак, едноставно не ме влечеше, тој сакаше да го работу работу која ми е блиска. Најблиска до театар ми беше медиум. У тој време немаше приватни факултети, не ме примила на драмски факултети, ја немаше друг излаз, не можеш да се запослиш без завршено академија у театар и мораше да тражи алтернативно решение. Викам те, овој ми се биде најблиско и не жалуј ден денеска, иако веруј дека сигурно би бија финансиски поситуиран да сам фатија некој друг правац, или факултет, или работно место. Ипак, ово е нешто што ми исполнува и ден денеска. Преко скоро сви медиуми у Куманово, музичко радио почнуј. Едино радио Тумба не сам работаја. Беше ми далечно некако за тоа зашто преферирасва народну музику. Ја не сам бија некој голем рокер, слушаја сам рок, и странска сцена музичка, и југословенска, али сам слушаја и поп музику. Денеска слушам све тој, слушам и народно нормално кад седнам у кафану, jer не можеш на Deep Purple да уживаш и да правиш севдах. Значи, радио Тумба не бија сам музичко радио, после ја отвори радио, прво со Стонита заедно, што е браво негово, откако се искочисмо од музичко радио, ми заедно отворисмо. Викаше се СОС радио. Работавме малце заедно, скоро годину дена, па јас сам после да реши он искочи. Па бидна Вива радио, така, като он искочи. Па после го откупи Ице Вива радио. Да, он го откупи од нас. Ја нега не сте не видија с години, не знам човек. Куде njega с Давора, с Гоцета Убицу смо работале. После тој ме он викна да работу кој njega. Па Давор, Ице затвори Вива радио, па Давор и Гоце Убица биднава ортаци, купи смо они радио, опрему за радио, па бидна Сити радио. Сити радио, тој и Јоцо ги се приклучи после. Без му 16-катницу, значи тој сам и почнаја у 16-катницу. Музичко радио беше тамо со КТЛ телевизија, па КТЛ искочи, отиде на Драган Стопаровиќ, тој близко кој што сам седе у куќу, а музичко радио отиде смо на Есперанто број 6 у куќу. Тој на Соколану тамо, да. Над Соколану, тамо работа смо прилично време. После тој, значи, у Сити викнасваме, у Сити имавме еден неверојатно добар период од некои 2 години, кој бесмо неверојатно слушани и дури место убедливо Куманово и од Канал 77 и од сви други радија бесмо најслушани. Многу добри емисии правевме. Тој кажи би спонзори, јављања на овој. После тој иду Радио Куманово на покану на Златко Џимировско, кој го и денеска неверојатно многу почитувам. Ја имаше еден обид пред тој да иду у телевизија Куманово. Она беше на мислење дека мора да ме прими, други не, араб беше. Араб, да.
После ми се извини у едној прилику што не ме примија така, ама без разлика. Без такви времења ја имам потпуно разбирање за тоа, никад не сум се наљутија. Са Рапа бевме после одлични пријатели, односно Нада работи у Радио Куманово. Не беше директор, беше Златка директор, али имал смо почит, Шенџан беше туја, Војче, со сви сам имал почитување, иако они гледа со скептички прво на мене јака дојде, Златка ми го даде радио, они у тој време пуштат со рекламе, кој пушта на телевизија гратис на радио. Ја дојде и тој стопира. И веќе после 3 месеца од приходи у радио имаше плата за 2 техничари, Маце беше тамо. Маце и Гоце беа техничари. Веќе нина плата се вадеше и моја плата, така да Радио Куманово почна да работи прилично добро и самостално, али ја беше да ја бесу да кажу дека ќе се врати у Сити Радио, ќе земе концесију, да има својни дозвол за работу па земава, па се врати. После тој се раздружимо поради недоразбирања, некои се ја па врати у Радио Куманово, ма тага веќе Радио Куманово и Телевизија Куманово уедно. Тоа е мој прв покушај и прв флерт с телевизија. Не сам сакаја многу по телевизија да се појавува, затоа зашто цело моју кариеру, мој глас е бие тој што ме одликуваа, на кој бие препознатливи, по тој со ме луѓе препознавале. Многу реклами имам снимано, многу емисии изводено, али мој прв допир с телевизија некако сакаше да пробам во тие моменти и го направи прву емисију која се емитуваше на радио, меѓутоа и на телевизија исто време, се е спортски. У тој време почнава с Перо Милјуша, обложувалнице, Аце Гелевски. Прво с njega постои, он ми обезбедува све технику, како да функционира, jer не е мал подвиг. Тој време беше малци проблематично да можеш да ги споиш радио и телевизија. Треба тој визуелно да се смисли како ја све смислу, ама све што смислу, Аце ми га тој направи, односно практично да може да го применимо, го овозможи. Што викал Срби мајстор свог заната. Мајстор за све. Како татка ми слично, он све разбираше, тако и јас, све знае. Мобилен, компјутер, кабли. Да се отворнемо. Телевизија Плюс работи колку 10 години. Ово е мој последен проект ТВ Плюс, пред 10 години смо почнале, ова е 10-та година. Значи, туј сам толку време. Неверојатно, извини, мора да кажа и феномене, толи град Куманово, толку фирме, а таа телевизија треба да цвета од, да кажа, од финансије и луѓе да се рекламира. Меѓутоа, знаеш и ти, тоа сме го зборили милион пати, овдека е тој табу тема, толку е тешко да излечеш паре, да немам коментар више. Цвета, ама не вржуе. Она цвета. Не знам, тоа е покажано у праксу. Не сам ни ја туја, ни ти, за да судимо за такво нешто и да е наша истина генерална, како Библија. Не. Али праксата тоа докажува. Нема што многу да филозофирам. Исто како ќе ми каже мене у некои компании ќе отиду посебно Куманово, мене не ми треба реклама. Ја и ти не смо компетентни за тоа да судимо дали на некому треба реклама или не. Кока-кола кажала дека треба реклама и они го практикуваат видам нас. Не постои фирма на која не му треба реклама, само се размислува за начин на рекламирање или презентирање. Тоа е презентација пред клиенти, на никога не може да му смета тоа. Жалко е нас, може и ќе ми се наљути некој, ја тој с колку година сум у медиум, толку време го збору и покушавам помалку колку и да звучи образно и едукативно да делую на фирме да го сватив тој. Јер јас сум сигурен никој ништо да ги на нима давам савети како да работи, пошто они нели направиле фирме. Ја да, сам директор на телевизија, али они обстанале у бизнис многу години. Не сам ја тој што треба да ги соли памет како треба да работим. Да. Али удел на заекнување на производ, креирање на имидж на фирму и на одредени производи, презентација и определено општествено добро или општествена одговорност према овој град каде што ги направиле први пари, нели пуно компании од наш град овдека почнале, па се расшириле у целу Македонија и надвор. Некоја општествена одговорност према град у стил да финансирав спортски клуб, направи спортско игралиште, донирав на установи кои немав доволно средства, компјутери, не знам, парични средства, болница, апарати, дечи оделение. Небитно на некој начин да имав општествена одговорност према овој град. И меѓу другото и да бидев спонзори или поддржувачи на било кој медиум, дали ќе биде радио, телевизија. На овој град и на свак друг град му треба локално гласило. Радио не е единствено и доволно гласило да биде само радио у град. Радио се малку полако одржува. Исто важи и за портали кои се појави со поново време. Да ги има, треба. Меѓутоа, една телевизија сигурно треба. Збору телевизија на македонски, ми имамо дозвол и на српски,
Има си медиум и за албански. Ја посакуju. Две телевизии има и едно радио на албански. И ако радуju се на тој, ама треба да имамо и на македонски и на српски. За жал, многу чести частни изузетци на фирме кои мене ме следиу с години, но не мене, не се работи тој за Шанита, работи се за еден медиум кој треба да остане. Мои газде су омогучиле да се купи таа опрема која не кошта малку и далje ми омогучува неверојатно добри услови за работа. Ми имамо, па ја ќе кажу, със сигурност најбољи услови за работа што се однаса до технички услови и просторие од сви локални и регионални медиуми у Македонија. Ми имамо одлично студио, одлични просторија за вработени, све по ПС, што би се кажало, и било кој кога ќе дојде од страна да биде гост кој нас у телевизију се чуди у какви услови ми работиме. Меѓутоа, у финансиски дел, за жал па ќе кажу, чести частни изузетци и ќе ги кажу фирма кои не следив с године и су спонзори и у телевизију емисију Нема љутиш, затоа зашто тој преко тој емисија има шанса да се рекламира во целу Македонија, а имамо такви фирми у Куманово кои има потреба од такво нешто. Повише су, за жал, сви не ги прифаќам наши понуди, иако имав отворено и тој ќе кажу повластени цене прилично у однос на сви други фирми што су надвор од наш град. Визијана с године, голема благодарност до нима, преко Нема љутиш у голему меру допринесува да обстане телевизија Плюс, затоа зашто најголем дел од средства што су наменети за Нема љутиш се користи за обстанок на телевизија Плюс. Бучен Козјак с мали паузе, генерално увек наши партнери, Арис, исто такој, Кватро Куманово, на моменти Алфи. За жал, станица за технички преглед која сега не работи, автоконтрол, не знам од кои причини и многу ми е криво ради тој, надам се дека повторно пак ќе се врати с нас. Дубо ДД Маркети, с година наши клиенти у телевизију, фала ги за тој. И Пим Петрол, бензинска пумпа. Книжарница Херби од време на време. Ако забраво некоја, нека не ми се наљути, али први посебно 5 фирми кои ги спомна учествува со значителну суму и имамо, ми од никога не тражимо милостину, ми тражимо само соработку на партнерско ниво. Они да бидев наши подржувачи, а за узрат да добие максимално комплетан маркетинг простор. И у емисију Нема љутиш и на ТВ Плюс. Све. Да го почнемо ми с работа. Прво ни се деси пржински договори и бомбе. Забранива влада да се рекламира, тој добро го знаеш и ти. Да. После тој се деси член 102 уведување у закон за аудиовизуелни медиумски услуги, куде стриктно забранува планирање на средства за плаќање за рекламирање на приватни радиодифузери. Тој спадаме и ми. И ми од 19 година, и тој Роберт Поповски док беше министар, од нашу браншу човек ни забрани. Имаше злоупотреба, не викам дека не, ама од едну крајно се отиде у другу, место да се најде решение кој ќе ги стабилизира медиуми, а нема да ги направи да биде зависни од политички партии од власт. Постои решение за такво нешто, сега со овој закон се тој решава. Само су проценти проблематични со овој закон, многу се дава на 5 национални телевизии, а многу малку на сви други медиуми. Проценти су нереални и нефер. Меѓутоа, принципи на зимање на пари су многу реални. Они добивав линеарно 5, а ми според платени придонеси према државу и платена концесија, дозвола за работа. Колку е повисока, повише зимаш. Колку повише вработени имаш, имав они повисоку плату, ти повише зимаш од држава. Тој те дополнително мотивира и стимулира да вработуваш луѓе и да качуваш плати. И тој е одличен принцип. Само проценти требаше да се малку боле средив и у локални кампањи, национални медиуми да бидев изземени. Да не улазам у детали, треба и ги елаборирано у Скопје, за жал не га прифатисва тој, али 102 пада сега можемо да наплаќаме, ама од сега. Добро. Дешава се ковид криза, дешава се рат у Украина. И све тој делуе на наша работа, jer прво што се прави у кризу се мала чистачка и се откажува реклама. Овие фирми су с нас овие години, за жал други нема го тој потребу или разбирање да биде подржувачи на еден медиум кој се труди да ги информира граѓани у Куманово, jer ти на национални медиуми не можеш да чуеш за локални проблеми. Ми смо потребни на овој град, ја тој гарантирам, и радио, и сајтови, и телевизија, барем една ако не повише. На македонски збор, на албански свакако још. Али немав га тој разбирање да биде подржувачи сви фирме, за жал, и да едноставно като отидев дома после работа, кажев, еве, овие вести денеска, јас сам ги платија, гледајте, уживајте.
односно да носив едно такво мисли или ову емисија, јас сам го поддржаја, да су горди на себе и на своју фирму, што ете на тој начин узвраќав на граѓани на Куманово, затоа зашто па они су и главни клиенти на njeni производи и потрошувачи на njeni производи, иако некои су искочиле, викам ти, од граница на Куманово и су на национално ниво или меѓудржавно веќе извезуваат. Сат и 20 минути шани да не го претерамо работу, мисля дека пуно работа кашамо. Да не се забориме се, таква ни е професија. Тебе на крај ќе те прашам кога би се кај да поздравиш овој прилику, ти имаш пуно пријатели и другари. Сви да ги поздравиме. Не сум се кај многу да ме поздравljam на медиуми. Прво твоју фамилију, најблиски, нормално, па после свит. И никад не сам поздрављаја. Ја знаеш дека и неќу многу да гостую на емисија кои што се емитуе на медиум, каде што јас сум директор, избегнуј тоа зашто мислам дека многу ме има. Добро, али имаш кумановски корен, тоа е битно да... Да, па добро, и некоја логика вика дека треба да бидам гост кој е тебе после толку емисија. Ја ти само ќе ти се захвалам на тебе што ме покани да бидам гост. Ќе ги поздравам сви с кои соработуju, посебно како директор на ТВ+. И еве, и покрај тој што можда некој губи наду, можда некој се откажува, ја не, ово е мое новороденче, почнале смо го со сацата заедно и ја ќе страју мисију да го одржу во телевизија докот може. Зашто мислам дека, пак е повторува, овој град треба да има такав медиум, едно телевизија која ќе покуша да ги пренесе све оно што е вредно да се пренесе, да се дешава во овој град и ќе помогнеме у промоцiju за наши настани, да не чуе и надвор од град преку емисии што ги имамо, за да привлечеме што повише луѓе од цело Македонија и можда пошироко како туристи. Фала ги на сви што соработуваме, повикују ги сви фирме кои су можност, а има ги, да бидат наши клиенти и да работиме на партнерска основа, да направиме праву промоцiju за njeni производи, за да обезбедим лојалност на своји клиенти во овој град, jer не е свеедно какав имидж имаш на своја фирму кад јутре дојде некоја конкуренција од страна. Надам се дека со овакви емисии како твој, оваа телевизија ќе обстане и ќе донесеш многу добри моменти за сви граѓани на овој град, да посакуju да ги дознаат главни информации тој преку наш медиум, преку ТВ+. Фала ти што беше гост, толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најбоље.